Добар ден и убав ден, почитувани наши гледачи на Канал 5 телевизија и нашата емисија Гответе со Дракче. И денеска сме овде, и денеска сме расположени, и денеска со посебна позитивна енергија ќе го исполниме ова ваше време за да научите нешто плюс од нашата гостинка, но и да го навикнете или да го правите овој рецепт кој што ќе биде брз и вкусен. И пак ќе напоменам, кога се работи за овие лесни рецепти, младите многу брзо ги прифаќаат и затоа што им е лесно и затоа што сакаат нели поздраво да се хранат. Да ги поздравиме сите наши гледачи ширум светот и сите оние кои што се во нашата ни убава Македонија. Добре дојде на нашинците од светот кои што во летото си приоѓаат, си доаѓаат во родната земја, си ги посетуваат родните огништа и се разбира местата кои што тие си ги обожаваат. Знам дека и денеска, драги мои, ќе ви бидеме интересни затоа што реков имам посебна гостинка со која што ќе говориме токму за здравјето. Ќе ја ставиме и убавината, затоа што незината професија може да биде и убавина, и здравје, но повеќе за тоа во текот на нашата емисија. Јас ја викам моја Надица или моја Наде, си беше Трајковска, сега Ѓоргиевска. Добре ми дојде, Наде. Добре ми дојде. Добре ве најдов. Како Фала се за прекрасното представување. Срце ти благодарам. повели од оваа страна. Па така си е, нели ти си моето Наде. Бога ми, колку години се знаеме? Многу години и фала му на Бог. Ќе биде и понатака добро. Тогаш беше мало девојче, тинејџерка, но сега си веќе мајка. Да прашам како е лепотанот? Одлично. Одлично. Сега е во најлудите, во најинтересните. Сака да ти средува по дома? Да, ми помага, а можеби требаше да го земеме на кратко и него, пошто обожава да готви, посебно да крши јајца. Злато, мало. Да, секогаш ми помага дома околу тие работи, другите работи растура се, нормално 2,5 години, ама околу храната и он како мене, пошто бики лав сме хороскоп, може и тоа значи, па некако стално во кујната сме заедно. Заедно. Наде одлучи да ни направиш еден лесен рецепт, кој што младите повеќе го сакаат, интегралните тортили, сакаат да изгледаат витки и здрави, но ние денеска ќе говориме за твојата професија пирсер. Значи, кога ќе кажеме пирсер, обично мислат дека тоа мора да се става пирс на стомакот, на папокот, за да биде сето тоа за на плажа интересно и да биде убаво, атрактивно, но ние денеска ќе зборуваме за пирсирање за здравјето. Што е многу значајно. Да. И прво ќе го исечеме месото, за да ни се пржи, а јас ќе продолжиме со разговорот за однос на што значи твојата професија е една широка професија за оваа работа. Јас да ги ставам прво ракавиците, ние да почнеме, пошто ќе имаме малку време за пржење. Так. И ќе разговараме на оваа тема, можам да зборам многу сати, затоа што е многу интересна, многу нова. Тоест, воопшто не е ни нова, постои многу години, доаѓа од кинеска култура, индиска култура, тие сите... Индиците и кинезите одамна ја имаат. Дури јас во некои списанија видов дамнешни што читав како ги велам јас, индијанците. Племињата, да. Племињата. Да. Значи, затоа биле толку силни, јаки, безболни, трчале со саат и се качувале и тоа на високи температури. И убаво е тоа да го кажеме. Навистина е убаво да го кажеме. Да, баш така. Да го земеме прво месото, само да го присецкаме. Да. Ке зборуваме за ова што ти го работиш. Рековме, убавината е во тоа што за Благовец доаѓаат дечињата, девојчињата да им ставиш убави менѓушчиња. Да, по тоа сме многу познати, затоа што донесовме едни нови обетки, се појавија во короната и беа многу интересни, пошто тогаш се внимаваше, нели, многу да не се пренесат инфекции, да не се зарази и не се во светот, каде што одам на обуки, почнаа да користат едни специјални апаратчиња за бушење уши, не како овие обични пиштоли кај нас што се уште се користат. Во светот веќе се забранети. И тие ги донесовме прв пат тука и искрено децава поминуваа без проблем, позади се со заштитни гвинтови, многу беа срекни пошто се безболни апаратчињата
И некако многу убаво ги прифатија. Овој Благовец имавме 400 и нешто дечиња, не знам точно, лани имаше 330, знам, годинава 400 и тој ден ни еден од најубавите кај нас во И моите салонот. внучки беа кај тебе и јас тоа се радам, само што ќе рече, веќе менгушката е тука. Да. Нема време да плачат. Баш така и многу сме воиграни, како тандем работиме со девојките, значи во исто време за болката да им биде на еднаш, да не биде на два пати нели едно по едно овце. Така. Интересно и убаво и морам да кажам дека самиот простор е навистина забавен, каде што дечињата прво разгледуваат, навистина им е убаво, сакаат да го видат просторот. Да. И потоа е лесно. Вообичаено дечиња мали се донесуваат некаде до кај 5-6 месеци и годинка. Па зависи, да. Тоа нема тука правило, Но има и зависи. возрастни кои што воопшто сакаат обнова, па сакаат плюс една менгуша. Сега е многу голем тренд. Секаде во светот, посебно ушите да се стилизираат, ние викаме сега, како што нели со облеката. Накитени. Да. Така. Епа, добро, започнавме со таа убава работа која што јас сакав прво да ја кажам, а сега ќе поминеме на она важната за која што јас те повикав, најважната, затоа што мислам дека си единствена овде, во градов Скопје барем, а во Македонија можеби има постои некој друг, но во градот Скопје си наде единствена. Да се намали мигронозната болка, да се намали болката во грчевите во стомак, на грб, болките во грбот, во кичмата, во нозите, во стапалата. Сите тие акупунктурни точки ти ги знаеш на памет веќе. И ајде продолжи да ни кажеш за твојата работа. Ова е доста нов тренд, да кажам, во светот. Преку пирсање да може да се олеснат некои од овие состојби што ги спомна. Многу интересно, јас на почетокот искрено не ни верував во вакво нешто, пошто бев класичен или пирсер, естетски, правевме, украсувавме уши, се тоа беше супер. Нос, уво. Да. Се тоа го работевме и една моја пријателка блиска дојде и ми вика, ај стави ми пир за мигрена. И јас викам, Марија, пак ја спомнам, секогаш ја споминјам, викам, Марија, такво нешто не постои, толку обуки сум посетила секаде низ светот, викам, такво нешто неам слушнато. Не, читав на акупунктурни точки и уствари она мене ме воведе во ова се, по професија е археолог, сосема случајно дознала, и јас си викам, добро, не верував, стварно бев скептик, многу голем, викам, добро, ајде, чим си запнала, јас ќе ти го направам украсниот, па ќе видиме. И не снимавме видено 2-3 месеци. Ми се јавува еден ден, ми вика, јас ти носам 2 девојки за мигрена да ги пирсаш. Вика, Марија, јас не се чувствувам пријатно кога на некого би му кажала нешто што не знам. Не, јас сум супер, 3 месеци не ме болела глава, ги носам девојкиве. Дојдоа девојкиве, јас ги испирсав и нив. И они супер. И така некако многу природно се расчу, заради тоа што луѓето знаат што имаат мигрена, дека е нешто страшно. Значи, не спиење со денови, вртоглавици, гадење. Буквално, да, не одење на работа, не функционирање со фамилијата, не одење на одмори, значи многу нервози, депресии. Да, низ тежок период. Можеме, Наде, да го поставим. Да ставиме прво. Сакаш прво ово да го зачиниме или ќе го зачинуваме таму? Може. Ајде, тука во тавчето. Полесно и за теб. Пуштено не е, така? Пуштено, веќе жештено. Супер. И така започна приказката со пирсови за мигрена, но продолжи понатаму и за други работи. Да, почна да се шири многу брзо целата приказка, пошто Скопје знаете како. Мал град е. Мислам, кога некој нешто помага и нешто функционира, многу лесно може да се од еден на друг убавите зборови се пренесуваат како и лошите. Да. И дојде време кога јас викам да седнам и да видам што е работа, што се случува, како ова функционира. Земав еден краток курс за акупресура, затоа што ми требаше само да ги научам точките на увото. Јас ќе го внимавам, ова можеш да си сецкаш. Чека, ова ќе ја избришам. Поставиме се. Додадеме се што ќе ми кажеш ти, јас ќе... Јас обично зачини ставам се што имам дома. Значи кари, сол, добро. Баш сакам зачинето. Сега, нели тоа секој по свој вкус може да го направи. Што имаме, нешто тука ми застанува, за да не ти пречи. Ете така. Еве сега, ќе започнам јас да ги додавам зачините. Прво ќе дадеме солца. И сега сечкај си ја пиперката и кажувај за оние други проблематични состојби кај човекот кои што
Еве и шијалгијата, грчевите во рацете, во нозете. Прво нешто што на луѓето им е чудно, како може едно уво, нели, да придонесе за да се ублажи некоја таква состојба. Тоа уво има многу нервни завршетоци, сигурно сте слушнале од сите. Баба ми викаше стално, колку ти се ушите подцврсти, толку имаш поише стрес. И јас се смеев, баба, што има врска ушите, викам со тоа. И сега кога го работам ова сваќам, затоа што на вистина, доколку не тие нервни завршетоци се згрчени, како и целото наше тело, се случува да имаме така цврсти уши. Поточно, тука проаѓаат нервни завршетоци на еден најдолг нерв во телото, еден од најдолгите нерви, тоест, тој се вика вагус нерв. Јас обично зимам како компарација, сакам да споредам како автопат е на нашето тело, затоа што го поврзува мозокот со грло, срце, желудник и со цел абдомен. Нада, извини што ќе те прекинам. Ти си Надица, убаво име имаш, но за мене си моја Нада и така те ословувам. Исклучително пирсањето е само на угото. Да. Тоа сакам да им кажеме дека тој вагус поминува позади орбетот, тоест блиску до орбетот, и како што кажав е автопат. Значи преку него он ги пренесува сите информации од мозокот како работат органите. Добро. Тука има нервни завршетоци, нели тоа е нормално пошто е главен, е заштитен внатре, но има нервни завршетоци. Нашиот нервен систем е нели цел со нерви. Со стимулација на нашето уво и на тие нервни завршетоци можеме да му влијаеме на вагусот, за да се опушта. Кога тој е стегнат, а се стега најчесто од стрес, може да се случи, например, и кај некого со проблеми со пршлени, искривување. Значи, некаде каде кога ќе ви кажат, нели, на лекар дека некој нерв ви е притиснат. Да, значи, приклештен обично така се. Тука станува збор, значи, за некој од овие нерви. На тој начин што ќе се стави обетката на таа акупунктурна точка што ја смислиле кинезите и така се лечеле со години за секакви болести, може да се стимулира нервниот систем да се опушти и да не се чувствува болка. При тоа се лачи ендорфин во телото, значи тоа е хормон што ги ублажува болките, или убиец на болка, јас го викам, и серотонин, хормон на среќа. Например, на плажа, нели, кога одиме, еве, сега летно време, сонце, секогаш сме среќни, така? Точно, сакаме да бидеме. Убаво време, нервите ни се опуштени, ние сме во... Не брзаме за некаде, ово е на опуштена ситуација и сето тоа. Да. И кога сме во таква ситуација, нашиот вагус убаво работи, му кажува на мозокот дека се ни работи како што треба и немаме проблем. Ама што се случува кога сме болни, кога сме со силни болки. Да. Еве, јас те запрашав лично за себе, дали јас можам да поставам такво нешто, за да мене ми се намали болката. Ти ми рече треба да направиме подготовка да нема пиење таблети, односно чистење на организмот. Колку време трае тоа чистење на организмот? Кај секого е и тоа е индивидуално. Исто како што е индивидуално како ни делуваат нас апчињата. На некого му делуваат супер, едни, на некого на други и така. Да, сега ние препорачуваме не да се прекине со секаква терапија, значи ако се пие некоја редовна терапија, еве на пример за притисок, за срце, тоа ќе си се пие. Так. Ние не сме доктори сепак и не смееме тоа да го прекинеме. Луѓето кои имаат диабет, се така. Да, но многу често сме приметиле пошто правиме една контрола пред самото пирсење за да одредиме точната точка, затоа што некогаш не е, на пример, еве за мигрена, не е кај сите на исто место. Мора да се провери каде има најмногу нервни завршетоци и како може да стимулираме, нели, поголем дел од нервите. Затоа најбитно ни е од лекови да нема пиено клиентот наш аналгетици. Аналгетиците највеќе ни сметат и седативите. Значи, и тие знаат да ни смета. Прават проблем, не се наоѓаат точната акупунктурна точка. Ги блокираат нервите, ние работиме со нервите. Ги умртвуваат. Така, да, ги успиваат. Ајде да не бидат умртвување, да не се изразиме погрешно, ама ги успиваат. И телото, нели, цел си малку, еве диазепам ќе земеме за пример. Нели, испиеш и малку си цел успорен, зашеметен и сега во таква ситуација ние што да им правиме на нервите? А тоа е само една секунда на самата контрола што се чувствува како струење благо по телото, како морници кај некој се појавува, болката попушта и ние тој момент
момент мораме да го фатиме со таа контрола кога ја правиме, за да знаеме каде треба точно да го направиме притисокот со обетката што ќе ја поставиме. Дали се тие посилни апарати? Не, тоа може да се изведе со било каков притисок. Значи ова е акупресура. Сега не може со лажица, нели? Нормално имаме едни, да кажам, инструменти мали, но не е нешто дека треба да биде... Не, да им објасниме за да не се плашат дека ќе бидат подлежени на некој си апаратура, дека треба да стојат со хауба на глава и сите тие работи. Значи, сакаме пластично, значи она народски да го објасниме, полесно да не сватат нашите гледачи, на кој начин се поставува таа пирс обетка. Не е ништо страшно, не е ништо неубаво, туку напротив убаво. Дури можеш ти вака, ајде покажи ги твоите колку се убави. Убаво изгледаат. Така, преубаво изгледаат на тебе и мислам, нели, секој би сакал да изгледа баш така и женствено изгледа, убаво изгледа. Не е ништо страшно. Прво правиме таа контрола, воопшто не е ни болна, само ги стимулираме точките. Значи како блага масажа, еве да споредам. И се случува нешто во телото, потоа, нели, се правиме стерилно, го одбираме соодветниот накид, што е за почеток, за убаво да заздрави увото. Од нас имаат целосна поддршка клиентите од, нели, она нега, хигиена, консултации, потоа контроли доаѓаат цело време. Значи цело време сме ние во тек со нашите клиенти, последен месец ние ги контактираме како е заздравено местото, како се чувствуваат, дали чувствуваат некаква промена, иако искрено резултатите и промените се чувствуваат уште веднаш по пирсањето. Значи цел нервен систем веднаш се опушта. Сите клиенти наши така кажуваат, им се приспива, на некој што му фалел сон, што не може да спие, што има инсомнија, некој што има болка во кичма, кој ќе стане вика, леле, се чувствувам како да сум вежбала, да сум се растегнала. Луѓе со мигрена скоро сите па си одат без главоболка, доаѓаат со страшни главоболки, нагони на повраќање, значи се тоа се смирува. Многу е чудно и многу интересно, буквално стварно како некоја магија. Препородување. Кажи ми, колку време трае еден пирс? Колку време може да се носи? Потоа се прави замена со друг? Вака, ние користиме само титаниум и злато. Ете така. Да, титаниумот е, нели, имплант грейд, се користи во, нели, при операции, штрафови, во вилици, нели, забите се од титаниум направени, значи тоа е најдобро прифатен од телото на човекот, така да најмногу се користи. Исто така, нели, злато може, со злато секогаш може да се пирса. Сега разликата е во тоа што од првиот месец се става секогаш пообична, ние ја викаме како медицинска обетка, која што мора да е поширока, за, нели, да не се поткачиш, да не се удриш, да не отече местото, бидејќи раната е се уште тазе. Така да тој првиот месец не препорачуваме, нели, не гледаме на естетскиот дел. Него гледаме да помогнеме прво терапевскава причина или состојба што е кај човекот да ја решиме. А потоа после еден месец од кога ќе се стабилизира телото, кога ќе заздрави веќе местото, тогаш веќе можеме да одиме и да избереме украсно. Имаме преку 1000 модели кој може да се стави. Дали зеленчукот го ставаме во мевцето? Ајде, повели, бидејќи гледам дека ние веќе карито убаво мирис. Јас обавезно кари скоро во се ставам. Ето така. Може вака да ги бутнам со рака? Можеш уште и можеш да си ги... Супер. Доматот и потом дури можеш и да си ги извадиш, да не ти, ако ти пречат. Ако ти пречат, ако ти е лесно за завиткување на тортилјата, носи ги, како тебе ти е. Лесно така. Не ми е проблем. Можеш и да ги извадиш. Научена сум со ракавици да работам, така да не ми е проблем, дури ми е чудно. Навикнато, нели? Да. Телото. Кажи ми, Наде, одвои ми нешто што најмногу те израдувало тебе. Брзо опоравување, како да кажам, личност која доаѓа. Што е најбрзо што или и тоа е индивидуално? Како искуство од клиенти што ми биле најдраги? Леле, сум имала премногу. Едно што можам да го издвојам е едно мало девојче 7 годишно што имаше наследна мигрена од мајката и што никогаш во живот немаше отидено на екскурзија, не одеше во школа заради страшни главоболки, ве сежам и сега кога зборам за неа.
самата дојде затоа што мајка и прво се испирса кај нас, рече да проба за и керка ми да ја донесам. Так. И она веќе беше спремна, мислам како да му објасниш на 7-годишно дете дека треба да му ставиш некој пирс, дека треба игла да користиш, они се плашат од крв од вена, Така. а не ваква ситуација, но девојче ове да чукнам во дрво ден денес е супер. Мајката ни пише порака дека била прв пат на екскурзија отидена и мислам така баш беше за нас еден многу емотивен момент. А што се случува со девојчиња кои имаат проблеми со циклусот? Јас Болни. тоа го пробав Да, на мене, да, така, значи болен со циклус. менструални болки. Како што кажав, вагусот, значи е автопат и се е поврзано. Кој дел ти е најслаб, тука ќе погоди да кажам болката. Така да некои во тие денови, нели женски денови кога сме, ги боли глава, некој ги боли стомак и јас баш оваа наука уште не е добро, како да кажам, проучена. Има само 1 или 2 научни трудови каде што уште не е 100% докажано дека тоа функционира. Како помагало од кој што треба да учите. Да, така да, нема и се ни е експеримент, се уште. Иако ние имаме дата база од некои 3-4 клиенти веќе собрано, значи каде што еве дека не се 100%, ама 90 и неколку посто се многу задоволни. Јас исто со циклус, нели викаат после пораѓај ќе се повлечат промени, да. болките и ете го чекавме тој пораѓај, се случи, мене болките ми продолжија. И си реков, па зошто да не пробам да ставам, немам мигрена во тие денови, ама имам многу страшни менструални болки, исто не одам на работа. И така. Доматот свеж ќе го ставам. Да, свеж. Мислам дека ни е доволно. Добро, јас сега ќе побарам од колегите фотографии кои што ти Надице моја или Наде моја ќе ги коментираш, затоа што потоа ќе ги виткаме тортилите, треба да Може. биде малку оладено сето ова што го спремавме. Ајде, повели. Првата, ова што те запрашав. Да. Ова е нашиот тим. Овде сме за Благовец, 7 април 2026 година. Имавме маскоти, ги забавувавме девојчињата што доаѓа кај нас да ги стават првите обетки. Тука е мајка ми, дел од тимот, Мони, Теа, Магде, Марија и уште едно девојче што ни беше на испомош. Исто да ја поздравам и неа од Велес. Колку ова симпатично. Ова е, да, една наша стилизација на уво. Горе може да приметите во долниот дел има како две обетки една на друга. Тоа го направивме затоа што девојката како малечка и ги имаа лошо избушени ушите и не можеше да носи обетки. Тоа горе Така. мало цирконче. Да. Ова е еден од нашите ланчиња кои што ние сами ги гравираме. Имаме машина за гравирање и правиме доста интересни. Издвоив оваа Богородица пошто така ми е едно од најдрагите ланчиња. Еве тука. Еве ова што го зборевме тандем бушење на уши, значи истовремено се бушат. Ова е во раката што го држи е нашата Мара Бубамара, која што пушта вибрација на нервите на лицето и болката на дечињата е сосема минимална. Ова што го гледате внатре е дейт пирсинг или пирсот за мигрена, а тој што е напред поставен на малиот дел испапчен кој што се вика трагус е пирсот за стрес. Оваа девојка имаше проблеми многу со главоболката и се појавуваше и беше наследна и со циклус и скоро секој втор ден ја болеше глава, исто и при стрес, при напор, при неспиење, секогаш се појавуваше главоболка, па моравме да ставиме 2 пирса. Да, ова беше одскоро на еден надпревар за деца што девојчиња што танцуваа. Спремавме награди за судиите. Ова ги издвоив сликиче од една девојка, мајката што ни ја пратила, која ги поставила своите први обетки, им делиме и дипломи за храброст на малите принцези. Да, така да ги радуваме со тоа. Оние што се поголеми разбираат, па чекаат, помалите ќе видат. Ова е мојата фамилија. Маш ми, свекрва ми, мајка ми, татко ми, сестра ми и нормално Александар, мојот син. Благодарна сум им на сите нив, пошто ништо од ова не можеше да се создаде без нивна помош, затоа што мајка да бидеш и воедно и сопруга и предприемач со бизнис, работа. да, малку е тешко. Многу убаво сите ми семејство, јас помагаат. бидејќи си ве знам и ве сакам. Ова е моето друго семејство, сите мои пријателки, што ова е слика од сега роден денот од 15 мај што ми беше, па така ја издвоив бидејќи сакав да ги поздравам и нив, бидејќи ми се стварно како семејство. Преубаво нешто, одлично.
Ова е сам Ова е нашата продавница, се наоѓаме во ГТЦ, блиску до Джино ресторанот, позади овој зид се наоѓа пирсарата, но сега од август се селиме во 110 квадрати, уште поголемо, многу посериозно место ќе биде, со поголема еве го. Мојот лепотан. Лепотанот, еве го, Александар. Мојот лепотан Александар. Едно многу темпераментно дете. И е златен. Што го обожавам. И е златен. Наде ти ги одвоив малку да се оладат. Супер. Затоа што треба да ги виткаме, нели? Добро. Да. И јас ќе барам сега рецептот на денот за да видиме што се нам не е потребно за денешниот рецепт, а потоа ќе ги видиме и готови, се разбира. Тортили. Едно пакување интегрални тортили. 200 грама пилешки стек, една црвена пиперка, една зелена пиперка, 200 мл грчки јогурт, марула, еден домат, масло, сол и други зачини по избор. Ние си додадовме овде црн бибер, па кари, па сув зачин, солца си додадовме, значи се што сакаше моја натица да и биде навистина убаво. И јас овде сега ќе ти додадам една голема лажица, за да можеш да се сипнуваш од месото. Може. И ајде да ни дораскажеш. Мислам дека е супер. Плюс што се друго треба да знаеме за твојата работа. Што се, дека е многу важно дали се прави естетски, дали се прави терапевски. Многу е важно како и за се да одиш кај професионалец. Така. Затоа што мора да се каже дека може да има компликации, нормално. Не дека може кузне какви сериозни по здравието, ама многу е важно да биде чисто, стерилно, значи ние сме мислам од санитарна имаме дозвола. Значи многу е важно самото место да се работи како што треба. Значи тоа би сакала да им препорачам на сите, затоа што имаме многу искуство од млади девојчиња. Знаете како се младите, знаат и дома да се пирсаат, знаат и додатно некои места што не се со игли. Да. Кои што не се стерилни и така. Така е, значи може било каква инфекција, па зошто после нели да се оди на терапии, да се средува нешто кога може да се направи како што треба. За да се оди да се лекува гнојни овци. Ете така. Да, значи тоа е нешто што сакам да го препорачам, секогаш да се внимава на хигиената, да се внимава каде се оди, што се посетува, не само за пирсањето, општо за било што, и на козметичар, па и на едноставно на се. На се, така. Се што е значено и кога одиме и на пазар бараме убави продукти, каде што изгледаат или сјајно изгледаат, не со земја, со кал и се друго. Убаво, ете. Убаво што кажавме каде се можат и зошто можат луѓето да побарат. Има ли пирс за подмладување? Уште не сме смислиле, ама како и јас старам мора да најдем. Ќе најдеш нели некој. Ама како нема? Па стресот кој ќе го смалиме, кој ќе го ставиме нели. Болката која ќе ја нема. Која ќе нема, нормално дека ќе живееме и подолго и поубави. И поубави. Ете го најдовме веднаш. Може, значи за тоа да пирсаме. Јас стално се зезам, викам, мислам дека е доволно од месото. Можеме да ставиме малку од патлиџанот. Јас секогаш викам за пир за стрес, мислам дека секој еден треба да има. Буквално, зашто нема некој што нема стресови во денешно време. Такво е времето на живење. Така е. И од секогаш било. Да. Ете, добро. Ова вака вкусно изгледа. Да, но ако може еден пирс да реши толку проблеми, па зошто да не се проба на крајот на краиштата? Па и не е ништо страшно. Е, така, што се пробуваме и што се не функционира, зошто да не се проба вакво нешто? Инекции, купишта таблети и пак болките стојат. Така. Сега ги завиткуваме. Марула заборавивме, се зазборевме. И па сега ние сакаме се да кажеме, нели? Да, што е многу значено за гледачите да знаат и дека нема ќе биде безболно. Така е. Да, тоа секако не го спомнавме. Третманот е безболен. Користиме анестетик, мислам за тоа медицината е веќе толку напредна, значи болката е многу минимална и смешна, мислам за јас стално им викам, ти имаш мигрена и толку од такви болки страдаш, дали мислиш дека една секунда може да е нешто поболно од тоа? Без да се вришти. Така е. Така. Добро. Ти додадов чепкалки за да ти биде полесно виткањето.
овие тортили мене ми се искрено секојдневие, затоа што со животот што го живееме, лесно, а сепак нели малку поздраво да да јадеме. Опа. Наместо половина килограм леп, Така е. имаме внатре нели убава содржина на месо со зеленчук. Се ви втората да направиме, па да седнеме да си јадеме. Нели така, еве колегите чекаат, да знаеш. Си велат, ајде сега ќе ги вкусиме овие тортили на Надица. Кој е највозрастниот пациент? Има ли возрастни што доаѓаат? Има многу. Имавме една жена 70 и неколку години, каде што веќе тоа не спомнавме во менопауза. Значи кај жените. Знае исто да се појави главоболка, а може и да се појача. Значи ако некој имал, не знам, неколку дена во месецот главоболка, после може да секојдневна да стане. Што е многу страшно. Да, страшно. Веќе и ништо не хронична помага. болка. И тогаш веќе нели како старееме се повеќе апчиња почнуваме да пиеме за све и свашта и веќе телото, како да кажам, Се презаситува и после и не ништо делува помага. ништо. Буквално. Така да таа беше околу 70 и нешто години, не знам и јас точно сега, ама знам дека се чувствуваше многу олеснето колку што можеме за таа возраст да помогнеме. Јас никогаш не сакам на сите да ветувам дека Така ќе дојдат и абракарабра. Ето така, ни од апчиња, ни од терапија не се случува. Да, одеднаш. Така е. Ама дека имаат сите подобрување неверојатно нешто. Еве некој на пример останале со благи главоболки, ама на пример да се напиеш еден кафетин и да помине. Некогаш цела шака апчиња ќе спиеш па не со денови функционира. и недели. Да. Добро. Јас мислам овие тортили ќе ни помогнат денешниот стрес да го немаме. Така, без никаков проблем. Добро. Завршуваме. Отлично. Па да, вагусот поминува и во желудник, кога сме под стрес, затоа грицкаме толку, јадеме благо. Ако вагусот ни работи како што треба и стресот го немаме, ќе намалиме и на внес на благо. Еве ти ги чепкалките за лесно да ти се постави. Добро. Овие ги повлекувам. Ете така. За да се види рецептот. Супер. Сакаш да ги доукрасиш со малку павлака на... Може, да, доколку сака некој екстра. Така. Одлично. Сега тука може маслинка, може кој што си сака, па дури може и помаранџа, нели малку да се стави. Јас многу често и внатре знам да додадам пченка. И пченка, благоња вкус дава. Па ќе речеме, еве, помаранџите ги видов, па се сетив дека можно е, нели, многу пати ете го забрзуваат варењето на храната. Симпатично. Сега можам да ги извадам ракавиците слободно, и да јадеме. Може слободно. Имаме дури и да направиме плюс за сите. Што да кажам, освен тоа дека беше прекрасна гостинка, кажавме воопштено работите кои што ти ги работиш, но за сите информации, колку е потребно, што е потребно, како да се закаже, како да се дојде до тебе, ќе им го дадеме бројчето. Јас сум тука и сигурно на нашите гледачи ќе им го предадам бројот за да те побараат, да те гушнем. Фала ти многу на поканата. Се надевам ќе ви се допаднат моите тортили. Се надеваме, сега ќе пробаме, наде и ќе кажеме од после. Драги мои, тука сме на самиот крај на денешното другарување. Се надевам дека ви бевме интересни, рецептот исто така. И ајде да го намалиме стресот, да намалиме болката, да бидеме среќни луѓе, а така вели Надица дека ќе бидеме и помлади, вечно млади. Ве сакам, се гледаме.